Окей, дојде Krispy Kreme, ми те јадеше кротна. Сега видам што сум земал. Ми се допаѓа. Чекай, милкшейк. Чекай, нели видео беше за слабење, нели? Ајде, пекнуваме. Ова видео не е медицински совет, јас не сум доктор, ниту персонален тренер или пак не сум и нутриционист. Ова видео е само мојата филозофија која ја применувам, која ја применив всушност кога ослабев и ја применувам понатаму за да не се здебелам пак. Така да видео е интересна комбинација на мојата филозофија, имам тука запишано све. Ќе пијам милкшейк и ќе јадам кросна да ви докажам дека овие две работи не се проблем. Океј, првиот принцип што го применив кога слабев е постење. Значи вака беше, се бајле станував околу 7-8 саат, пиев кафе, без шекер, без млеко, без ништо. И од 9 сати имав првиот доручек. После во 12 часот имав некој мал снек, јаболко, такво нешто. И во 3 часот онака имав голем ручек, некој обилен ручек. И тоа ми беше постењето, фактички 6 часа јадев и од 12 часа постев. И тоа некако ми даде енергија, ми ја зајакна волјата и да човек што е гурман као мене, некако ме натера помалку да јадам или пак кога јадев бев онака посвесен што јадев и некако кога поминаа тие часови на јадење, толку беше онака не се замарав после тоа дали ќе јадам или не, едноставно ме држеше во некоја линија и стомакот буквално го одморав за да вари повеќе, за да се одмори и тој од многу варење, така да тој беше први принцип што го применив кога почнав да слабеам, така да доста се покажа успешно за мене, како што реков, јас сум голем гурман и ова некако ме спречи да јадам после тие 6 часа што ми беа window open за јадење и ме спречи онака да се прејадувам многу после тоа. Океј, ова е интересно бидејќи ова што напишал број 2 принцип е дневен ред на јадење. Како што реков, во 9 часот јадев, во 12 и во 3 часот попладне. Едноставно тоа ми станало некако рутина, навика и секој ден онака ти планираш да речеме што ќе јадеш во 9 часот, во 12 и во 3 сат. И според тоа гледаш колку големи да ти бидат обросите, што да јадеш, како да јадеш, што ти одговара на стомакот, што не ти одговара и кога имаш рутина на јадење, едноставно се ти е полесно, онака се ти е наредено во текот на целиот ден и не се замараш и не потпаѓаш под никакви други влијанија, едноставно си имаш дневен ред, го следиш тоа и го применуваш тоа и доаѓаат резултатите. Исто да напоменам, ако во дневниот ред го да речеме го прекинав тој дневен ред или не го следев да речем, имаше као казна. Знам дека ако во 12 часот наместо ужинка јадев нешто ептен фаст фуд, онака ептен мртно, и тогаш после тоа не јадев ништо, онака немаше ни 3 сат, 4-5, ништо од тоа. Значи во 12 ми беше последниот оброк за тој ден, бидејќи се казнувам дека сум го прекршил мојот протокол, мојата рутина и така натаму. Така да не го препорачувам ова на секој, меѓутоа јас така функционирам најдобро и кога ќе прекршам некој мој закон, се казнувам себе си за да не го повторам тоа во иднина. Исто принципот број 3 што го применив за да ослабам е најдов алтернативни замени. Да речеме, ако претходно сум јадел нутела крем, каде што има многу палмино масло, има многу шекер во него, има многу малку лешник и наоѓав некој поздрава алтернатива на тоа. Не знам, наместо млечна чоколадо да изедам, јадев темна чоколадо или пак наместо да мачкам мајонез на сендвичот, ја мачкав наут што си го правев дома самиот. Така да ќе се обидиш да најдеш поздрави алтернативи на тоа веќе што си го јадел претходно, тоа што те довело до тоа да бидеш толку дебел. И кога најдеш поздрави алтернативи, сваќаш дека не си пропуштил нешто многу, а и здравите алтернативи се некако повкусни, би рекол во мојот случај. Принципот број 4 мене што ми помогна да ослабам е го гледам телото како храм. Едноставно моето тело го гледам како храм, што значи дека не кем да му наштетам ништо, не кем да му ставам бурек, па да ми се пие многу сол, да ми се пие многу вода, дека е солен бурекот или бурекот е полн со масноти и штетни за мене, така да кога го гледате телото како храм, едноставно се почувствуваш повеќе и гледаш што ти лежи на стомахот. Едноставно не е све добро за тебе, нели? Да речеме за мене, ако јадам премногу леп, се дебелеам. Ако јадам
нешто што има многу шекер, окей, ова е исклучок ќе дојдам и до оваа точка, добро. А едноставно целото ти го гледам, се почитуваш повеќе. Ја верувам дека тие што јадат фаст фуд, што му наштетуваат на телото онака со буреси, хамбургери и така натаму, не се почитуваат себе си. Знаеш, онака има и филозофија во оваа работа. Ако се почитуваш себе си, немој да му наштетиш на телото, нема да применуваш деструктивни навики кои му штетат на своето тело. И кога ќе го гледаш телото како храм, како црква, како нешто свето, имаш помала тенденција да му наштетуваш. И тука доаѓа она здрава филозофија, фактички твојот живот да го заснуваш на здрава подлога, кога себе си се почитуваш и така и навиките ќе го следат твојот пример. Океј, доаѓаме до последниот принцип, слушна. Нели има као cheat day, нели некој вика, држав диета и сега сум на cheat day. Не, тоа е многу погрешно. Едноставно има cheat meal. Сега во тој cheat meal е само еден оброк во денот, да речеме еднаш неделно, пример, зависи кој како си го наради. Сега има така еднаш неделно, да речеме во петок, одев во Мартини на вафли и јаде вафли. Меѓутоа, и тој cheat meal треба да ви биде малку поздрава алтернатива. Да речеме кога јадев вафли, им викав на келнерот да ми направи со 50% помалку крем. Затоа што не му правам телото оверлоуд на шекер, ако не сум едел шекер цела недела, сега наеднаш му правам оверлоуд на стомакот, нели со толку многу шекер, не. Поздрави алтернативи најгаш на тие cheat meal, едноставно не можеш ти да земеш тој ден да се отровиш од храна, кога цела недела си следел здрава исхрана. Едноставно друга работа што имам приметено, ако цела недела јадеш убава храна и следиш некој принцип, како што реков, јадеш 6 часа во денот, јадеш на некој одреден принцип, нели? И кога ќе дојде cheat meal, веќе не ти е толку убаво, онака не ти е се оригинално веќе толку многу шекер. Еве сега пример, ќе го пием овој milkshake, мене ми е навистина тешко, онака е толку е благ, што мислам дека и пола ќе го испием и ќе го фрлам реално и кровнава е многу блага. Веќе тие работи не ми се привлекне. Мојата филозофија веќе не е таа што беше. Затоа и реков, овој влог е повеќе како применување на некоја филозофија, отколку совети за слабење или не знам, нутриционизам и така натаму. Ова нема ништо нутриционистичко, нема ништо медицински, едноставно тоа е мојата филозофија поради која ослабев и ви ја споделувам со вас дека верувам дека на вас ќе ви помогне на ваш начин, нели? Така да не заборавајте во тој cheat meal да уживате. Едноставно вие сте сепак луѓе, ние сме луѓе, еднаш нели се живее, така да еднаш неделно ако се дозволиш cheat meal да биде поздрава опција, но не толку здрава, нели може да се одберете тоа што сакате вие, што ви е вас омилено. И еднаш се живее, пробајте, уживајте во тоа, знаете дека ќе биде еднаш неделно и едноставно уживате повеќе во тој cheat meal и тоа ви дава некаква мотивација, подобра волја, ви дава подобро чувство да продолжите со вашиот живот, бидејќи од една страна се обидувате да слабите, онака јадете здраво, по принцип постите и така натаму, од друга страна пак знаете дека сте еден обичен човек и дека еднаш неделно вие заслужувате да се наградите себе си со таква некоја мртна, солена или пак благо јадење као кровена. Чека да пробам те јаде. Како што реков, убаво е, ама премногу е благо, онака не ми одговара нешто многу, ама дур сум тука, да не го снимам видеото, имам cheat meal и ќе уживам, нели? Колку има глупо, колку ова немам, а? Па само маткање очи, да раставиле ванила, мадри... Океј, дечки, тоа беше крај на овој влог, при крај сме точно. Сега ќе земам да прочитам, онака како за крај сум пишал, многу е битно кога правите било што во врска со слабење и така натаму. Генерално правило е да ја проверите крвта, да видите што имате недостаток и така натаму. Исто така и ја би препорачал диетишн да си најмете, како се вика на македонски, амего? На македонски како се вика диетишн? Нема, тој другиот диетишн? Диетолог. Диетолог, да, точно диетолог. И ќе си најмете диетолог, мене ми помогна еден диетолог, онака ми препорача што да јадам, како да јадам, врз основа на мојата крвна слика. Тоа исто многу ми помогна онака да знам каде сум, што сум со храна и така натаму, кој извор на храна да го одберам и тоа. Исто и, како што реков, има здрави алтернативи. Јас знам, диетологот ми даде еден рецепт за една салата
салатава беше бомбона, онака имаше морков, имаше келер, нешто мет имаше, сен ау, каква комбинација беше и Макдоналд мислам дека имаше. Каква комбинација беше салатава што буквално не ми се јаде ништо друго, онака и самата здрава алтернатива знае да биде доста вкусна, така да бидете креативни со тоа што јадете и ќе видите дека и таа брза храна веќе не ви е толку интересна и со здравите алтернативи станувате покреативни и те направите храна што вас ви одговара и по ваши вкусови, као нели секој има свој вкус. И за крај, онака да завршиме видеово, многу е убаво чувството кога ќе се одвикнеш од сол, многу масло и многу шекер. Тоа се таму е бејтик работи и понатака во животот ќе бидете пример за вашите блиски, деца ако имате и така натаму. Едноставно немате потреба толку многу во животот да внесувате сол, шекер и толку мрсно, да речеме. И овој принципи сега што ги спомнав сите овие работи како сумирано, нели? Онака станувате посвесни за вашето здравје и со звикнувате тие глупи работи, ставате помалку штетни работи во вашето тело, како резултат на тоа ставате поквалитетни работи и едноставно живот ќе ви се подобрува квалитетот, станувате посвесни, станувате мозокот ви се бистри, да речеме понака ментал clarity имате и во сите сфери станувате подобри, по-паметни, да речем, по-добро се чувствувате и така натаму и тоа може да се искористи за други работи, нели имаш повеќе енергија, сакаш поамбициозен си, онака се викаш, имаш добра волја, знаеш, си успеал да ги направиш тие работи и онака си сваќаш дека ништо не може да те победи, ни една лоша навика не може да ти влези под кожа, бидејќи ти си сам на себе најдобар учител, најдобар ментор за овие работи, онака ти дава некоја самодоверба што, како што реков, може да искористите за да успеете во животот во други сфери, кога знаете дека сте победиле на себе. Тоа е според мене најголемата борба и најголемата победа. Фала ви уште еднаш што бевте со мене. Ова е многу шекерен, мислам ќе офрдам сега. И тоа е тоа. Фала ви. Денеска е убав ден, денеска е вторник, така? Вторник? Не, понеделник. И тука сум во Ливерпул, интересно во Криспи Крим дојдов да јадам крупни. Онака баш ми беше како да направам нешто интересно за видеото, демек јадам крупни, јас зборам за слабење малку контрадикторно, ама јас сваќате мојата филозофија, мојата шега, мојот начин на хумор, нели јас сум саркастичен човек, јарев сум. Тоа е тоа. Се гледаме, чао.